Интензивни средби со граѓаните, запознавање од врата на врата со аргументите против отворање на рудници во Струмичко, трибини. Набиен распоред имаат направено активистите на иницијативата Спас за Струмица пред одржувањето на референдумот во општина Босилово. На синокешниот состанок ги договарале деталите околу своите активности, како и печатењето на материјалот за кампањата. Така, како што спомна, синоќа имавме собир на активисти од Босилово, од општина Босилово, на кои дојдоа доста луѓе и се пријавија активно да учествуваат во теренската кампања која следува. Значи, нашите планови се да одиме од куќе на куќе, да го запознаеме народот со флаери, со муабет, да го запознаеме народот што всушност значи отворање на еден таков рудник, кој е од тешката Г1 загадувачка индустрија. Имавме супер одзив, има доста млади луѓе, имаше и постари луѓе кои се спремни да одат на терен, да работат, се со цел тој рудник да не се отвори. Велков вели дека е задоволен од одзивот кај граѓаните, но и од нивната заинтересираност да бидат дел од кампањата. Нашите планови се да почнеме од следната недела, со тоа што би биле поблиску до датата за референдум, кој е 3 септември. Планираме да ги поминеме буквално сите села и секоја куќа. Затоа што праксата и од другите иницијативи од југоистокот покажува дека тоа е најдобар начин всушност да се разговара со луѓето, затоа што јас верувам дека повеќе од луѓето знаат, но има некои луѓе кои што не се запознаени за штетните влијанија и последици од рудникот за злато и бакар и ловица. Така да кога ќе си направиш муабет со луѓето, ќе те сватат, ќе те видат со која енергија одиш, дека цела работа всушност е надполитичка, дека цела работа е всушност за доброто на нашата животна средина, за граѓаните и за се живо што живее во оваа котлина. Референдумот во општина Босилово е закажан за 3 септември. Граѓаните ќе гласаат по 2 референдумски прашања. Дали сте за или против отворање на рудникот Иловица? Дали сте за или против отворање на рудници за металични минерални суровини на територијата на општина Босилово?